Гледате ново издание на Трилинг. Добро вечер. Спогодби, затворски туризам, вратени постапки за старување на делата. Политички и бизнес влијанија, избор на суди и обвинители според сомнителни критериуми и процедури. Што дополнително ја подкопува довербата на судството, на македонското правосудство, што и така е урнисана. Во ово издание на Трилинг мој соговорник е Весна Дамева. Незиниот избор за прв човек на судскиот совет создаде голема врева во домашната јавност. Добре дојдете во емисијата. Господја Дамева, дали ви создава своевиден хендикеп и товар фактот што уште од стартот бевте критикувана дека сте на почеток само судски службеник, соработничка на Кацарска, до приправник во судскиот совет, за да стигнете председателка на судскиот совет и да одлучувате за изборот на арбитрите кај судиите? Апсолутно не ми создава товар. Тоа ми е плюс аргумент да докажам дека можам и од позиција од која претходно сум била, па подоцна избрана и за член на судски совет, да докажам дека може да дадам придонес свој во судството. Можам да кажам дека кај нас, знаете, етикетите секогаш се ставаат на почетокот на изборот на било кој функционер, но јас би сакала мојата работа да се оценува и етикетата да ми се ставе на крајот на мојот мандат. Амбициозно го стартувавте мандатот, побаравте од вашата претходничка Павлина Црвенковска да каже кој тоа се вршел политички и бизнес влијанија врз функционирањето на телото кое врши избор на суди. Добивте одговор или свативте дека и вие сте пред предизвикот да се соочите со истите проблеми? Знаете, јас јавно го побарав тој одговор од причина што да се разбијат сите сомнежи околу тоа, односно да се констатира дали тие наводи се паушални или се подкрепени со аргументи, со докази, со цел да се констатира нивната основаност. Не го добив тој одговор, може би надлежни институции работат на конкретниот случај и би требало да се испита тоа до крај. Бидејќи само така ќе ја знаеме вистината. Дали имало такви притисоци, дали немало притисоци, хајки, не знам како беше уште наведено, не би сакала да коментирам. И не можам да зборувам во име на мојата претходничка, но за мене можам да потврдам дека во случај кога би имала било какво влијание, било каква хајка, било притисок или закана, тоа пред се би го пријавила кај надлежните институции, а би го обелоденила и јавно, за да сите се бидат, за да јавноста биде известена со име и презиме кои се тие што вршат влијание, и тоа мислам дека е чекор напред за да не се обиде никој и тоа да биде кочница во иднина да се влијае. Не ви изгледа помалку симптоматично што и обвинителството не најде за потреба да отвори истрага во однос на наводите изнесени од вашата претходничка Црвенковска? Јас тоа не можам да го коментирам, бидејќи не знам и дали воопшто е процесуирано. Тоа сигурно прашање треба да го упатите на обвинителството, но доколку е процесуирано, јас го поздравувам и очекувам да излезат со реакција во јавноста. За 2 недели застарува едно од делата против екс-шефот на тајната полиција Мијалков. Судскиот совет со свој тим влезе во апелациониот суд. Вие во една прилика ќе речете, меѓу другото, дека имавме средби со членовите на апелациониот суд, но она што останува индикативно, зошто не побаравте одговорност од судиите кои свесно, веројатно, го држале предметот против Мијалков во фиока со цел тој да застари? Тука судскиот совет многу експресно реагираше, тоа го сигурно е за поздравување, ја констатираше состојбата, го изготви извештајот и тој беше усвоен. Што тоа беше констатиравте? се констатираше одредена состојба во смисла на
временското постапување, на роковите на постапување, изготвување на одлуката и слично. Но тоа е една фаза од постапката. Она втората фаза што Судскиот совет не само во овој случај, во конкретниот и во други случаи што го има, е да ги детектира причините поради таквото ажурно или неажурно постапување, односно дали имало одолговлекување или не одолговлекување на постапката и дали тие причини се објективни или субјективни. Меѓутоа, во тој случај се навлегува во еден друг терен, тоа е теренот на утврдување на причини, дали постои одговорност, и во тој дел постапката е веќе тајна за јавноста. Но јас ве уверувам дека, имајќи во предвид заложбата на Судскиот совет за транспарентност, во моментот кога законските можности тоа ќе го дозволуваат, односно услови, јавноста ќе биде запозната дали и против кој Судскиот совет повел постапка или ќе поведе и слично. Има ли пропусти во овој дел во однос на случајот Таргет Тврдина? Неспорно, Судскиот совет и во самиот извештај тоа го констатираше и таа седница беше јавна. Неспорно е дека има одредено пречекорување на роковите, но напоменувам, мора да се утврди кои се причините, односно дали се објективни. Дали тие причини се на страна на судот или можеби евентуално на страна на странките преку поднесување на поднеси и така натаму. Сакам да кажам дека тој случај, како и другите сензитивни случаи од кои се креира перцепцијата во јавноста, но и за секој случај кога има одолговлекување, втората фаза утврдување на основаноста и оправданоста на причините. Сега ќе ве цитирам. Судскиот совет нема надлежност, тоа што вие го велите, да ја оценува одлуката на апелациониот суд, но уште еднаш ве прашувам. Велите процедурата за истрага трае се уште? Помалку индикативно, предолго се чека да се расвети случајот околу предметот Таргет Тврдина. Вие сте побарале извештаи за други предмети поврзани со Трезор, со случајот Алфа, со Транспортер, кои исто така им се ближи крајот. Јас би замолила за малку трпение. Судскиот совет работи и на првиот случај и на останатите случаи. Во овој момент не можам информациите да ги споделам со јавноста. А не можам ниту своето лично мислење да го кажам, бидејќи така би ја контаминирала целата постапка. Кривичниот суд деновиве се произнесе дека целосно е застарено делото против екс-директорот на Царина Даравелски. Може да говориме за правна сигурност во вакви околности? Знаете како застарувањето на одредени предмети не секогаш е по вина на судот. Има Судскиот совет во изминатиот период има детектирано многу причини кои придонесуваат до одолговлекување на постапката. Една од тие причини е недоаѓањето на обвинителствата или одлагањето на расправите поради неприсуство на обвинителите. Друга причина е неспроведување на обвинетите од страна на казнено-поправните установи, па потоа недоаѓање на вештаци, стручни лица и слично. Но, сепак, оној кој што треба да ја контролира, односно да го води целиот тек на постапката е оставен на судот. И судот треба да го направи тој баланс и да ги искористи сите законски механизми кои му стојат на располагање со цел да ги создаде предпоставките за одржување на расправата. Во овој конкретен случај не можам да се произнесам, но ве уверувам дека на работната посета која што ќе биде во кривичниот суд, ми се чини и до крајот на месецов, еден од тие случаи, односно испитување на постапката, ќе биде и поднос на овој случај. А за судските одлуки во смисла на слободно судиско убедување, ниту Судскиот совет, ниту било кој друг може да се меша. Но може да испитува и како ако на вистина е констатирано дека некоја постапка се одлагала со цел да застари предметот. За каква независност и дали воопшто можеме да говориме за независност во судството кога јавноста имаше можност да види фотографија ваша со премиерот, екс-премиерот Заев, дружба на шефот на одделот за гонење на организиран криминал со потесното раководство на ДУИ, екс-министерот
за правда Тупанчевски беше во придружба со судија и обвинител. Ова е за вас независност на судството? Мислев дека ова прашање е апсолвирано, меѓутоа се уште е актуелно. И јас ќе го повторам уште еднаш мојот одговор дека член на политичка партија не сум била. И тоа го тврдам најодговорно, а времето ќе покаже дали евентуално дружбата и пријателството со политичари, па и со луѓе од и други функционери влијае на моето одлучување и постапување. Интегритетот е основната алка каде може и браникот каде може да се заштитите од сите пријателства, познанства и така натаму за да одлучувате самостојно и независно. Кога сме кај интегритетот, каков интегритет имаат или судиите, обвинителите кои се во филмот на татковци, деца, блиски роднини и пријатели кои се избираат според сомнителни процедури и критериуми за обвинители, суди, се распоредуваат по судови кои работат на принципот на ало. Предпоставам знаете на кого алудирам. Јас не можам да го коментирам ова, бидејќи ниту имам дете судија, ниту дете обвинител, ниту сопруг судија, ниту сопруг обвинител. Меѓутоа сепак сте председател на судскиот совет. Апсолутно, меѓутоа повторно тука се сведуваме дека интегритетот на секој е важен. Знаете, вие не може да забраните, ниту уставот тоа го дозволува, дискриминација по однос на семејна положба. Но, доколку се има интегритет, и како може истиот да се имплементира за да не се остави сомнеш во понатамошното постапување и на едниот и на другиот. Еве ве прашувам, каков легитимитет ќе има судија од академија кој 2 пати не е примен? Направено е фалсификат уверение за англиски јазик. Се запишал без правосуден, односно е избран за судија без правосуден испит или е сопруга на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал. Судскиот совет единствено одлучува врз основа на доставената ранг листа, а подоцна и спроведеното интервју, а предходно што се случувало за да истиот кандидат биде примен во академијата, навистина судскиот совет нема законски механизам тоа да го утврдува, но тоа е сепак работа на други органи кои и како треба да го констатираат и утврдат. Според упатените кои одлично ги познаваат состојбите во македонското правосудство, ќе речат во судскиот совет превладуваат 3 струи. Едната предводена од екс-премиерот Заев, втората од генсекот на СДСМ Зечевич и третото крило под чија контрола се членовите на судскиот совет, а тоа се блиски луѓе до ДУИ. Ова од вас морам да бидам искрена, прв пат го слушам за овие крила што ги спомнавте, но ако од дискусиите на седниците произлегува различно мислење и поинакво мислење, не може тоа да значи дека во судскиот совет има одредена нетрпеливост помеѓу одредени членови, одредени различни размислувања. Поддржувам и почитувам различно размислување и тоа е чекор напред кон градење на едно демократско општество. Дали вие после ќе пиете кафе со колегата или не по завршување на седницата, тоа воопшто не е важно. Важно е во судскиот совет да има една конструктивна расправа и секој да аргументира. Под чие влијание некој одлучува или постапува, јас не можам да кажам и не сум запозната. Но јас можам да потврдам за мене дека одлучувам и постапувам исклучиво согласно фактите, доказите и моето убедување. Дали како председателка на судскиот совет чувствувате одговорност за ниската доверба во македонското правосудство? Не само јас, сите во судството мора да ја почувствуваат и треба таа одговорност. Меѓутоа и обврска е на сите нас да почнеме да ја враќаме довербата во јавноста. Апсолутно, значи, се согласувам со перцепцијата на граѓаните дека слаба е довербата, ниска е довербата во судството, но не е тоа само во судството, практично тоа е во секаде. И не е само во нашата држава, има и во развиени демократски држави каде што има ниска доверба во одредени ресори. Но наше
како ќе почнеме да ја враќаме таа доверба. Бидејќи знаете довербата тешко се стекнува, многу лесно се губи, а уште потешко се враќа. За враќање на довербата треба да се констатираат причините, ние веќе ги детектиравме, врз основа на извршени анализи и во наредниот период ќе преземаме чекори. Но првиот чекор кон тоа е транспарентноста и отчетноста, за која сега не би елаборирала бидејќи знаеме што значи судијата да биде транспарентен и отчетен, односно брзо да ја известува јавноста, а вториот чекор е да се ослободиме, односно судството да се ослободи од судии кои што не ја заслужуваат тогата да ја носат. Која урниса довербата во македонското правосудство? Видете, тоа е системски проблем кој не е од сега, тоа е децении наназад. Значи не може да зборуваме за доверба која би била на многу високо ниво, па сега е на многу ниско ниво спуштена. Па сега е на најниско ниво. Но интегритетот на секој поединечно е виновник за ниската доверба во судството. Затоа моje мислење е судиите не треба само да се стручни и совесни. Судиите пред се треба да имаат интегритет. Интегритетот или го немате, или го имате. Не се поклонува. Ако го имате, се е полесно веќе. Велите нема политички бизнес влијанија во овој момент врз работата и функционирањето на судскиот совет. Велите не сте член на СДСМ, но помалку изгледа вулгарно подготвувајќи се за ова интервју, најдов на фотографии од вашиот сопруг, каде што има фотографии и Facebook статуси со помалку недолични коментари во насока на критика на екс-премиерот тогашен Никола Груевски. Тој беше во еден период, чинам и еден од директорите на Скопски пазар. Дури против имаше и процеси, се уште мислам дека има судски процес против Судски пазар, Скопски пазар. Дали тука може да има конфликт на интереси? И ваше влијание врз како председателка на Судскиот совет? Јас Facebook статус немам и не контролирам ниту мојот сопруг што објавува, ниту членовите на моето семејство. Секој полнолетен граѓанин може да објавува, може да коментира во одреден период од животот како се чувствува, што мисли, да објавува слики од патување и слично. По однос на овој процес кој што го кажавте, тој процес е оштетен во тој процес Скопски пазар, меѓутоа јас таму што би можела да влијам? Не е во својство на обвинет, а оштетените ги застапува обвинителството, така да ова воопшто не знам во која насока е прашањето, не можам да го разберам за да можам да одговорам. Како би влијала јас на обвинител? До кога слободата ќе се купува со пари? Не знам дали се купува со пари, но ако јавноста тоа го тврди, треба да го подкрепи со докази и факти. Господја Дамева, екс-шефот на тајната полиција Мијалков инкасираше финансиски средства, се договори со обвинителството спогодбено. Предпоставам дека сте информирани. Тоа прашање ќе мора да се упати на обвинителството. Ве прашувам како председател на Судски совет. Тоа Што вие мислите? оцена. Значи, јас не можам да коментирам нешто за што обвинителството нашло оправдана причина. Јас не ги знам причините поради која е склучена таквата спогодба, но сигурно е рационално за државата што прифатена е таквата спогодба. Избирате, но и разрешувате суди. Не чувствувате потребен дел од судиите кои не постапувале совесно дека треба да не бидат веќе меѓу делителите на правдата? Тоа го кажав и претходно. Токму тие суди, ако судството се ги искорени тие суди, тогаш ќе почне да се враќа довербата. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше Весна Дамева, председател на Судскиот совет. Следете не понатаму, по кратката пауза за реклами, продолжуваме со репортажите од Белград и Приштина во очи преговорите во Охрид меѓу Курти и Вучич. Следете не.